Во студиото со вас, Маријан Ников. Пладневни вести, добар ден. Во кампот за обука на вода во Охрид денеска се одржува централната свеченост по повод 18 август, денот на армијата на која се присутни највисокиот воени државен врв. На свеченоста со пригоден говор ќе се обрати председателката и врховен командант на вооружените сили Гордана Силјановска-Давкова, а веќе се обратија министерот за одбрана Владо Мисајловски и началникот на генерал-штабот на армијата генерал мајор Сашко Лавчиски. На свеченоста се присутни председателот на владата Христијан Мицковски, председателот на собранието Африм Гаши, како и министри од владата. Ви се обраќам денес по повод 18 август, денот на армијата. Нашиот најголем воен празник, денот на сите денови. За нас, припадниците на армијата, денешниот ден не е само датум запишан во годишниот календар и не е само спомен на еден историски настан. 18 август е ден кога ја потврдуваме нашата припадност, нашата одговорност и нашиот завет кон татковината. Заветот да ја чуваме слободата, да го браниме суверенитетот, да ја штитиме независност. Денешниот ден е денот кога ја славиме воената професија. Професија која се темели на чест, дисциплина, одговорност, лојалност, професионализам и патриотизам. Тоа се вредности по кои секојдневно се препознаваме. Вредности кои се во генетскиот код на секој припадник на армијата. Почитувани, 18 август пред се е ден на сеќавање, на незаборав и на длабока почит. Ден кога се поклонуваме пред сите оние кои низ различни историски периоди ја носеле во себе идејата за слободна Македонија и кои со својата храброст, истреност и жртва го трасирале патот кон слободата и државност. Денеска е денот кога се поклонуваме пред знајните и незнајните македонски синови и ќерки, чија што жртва е вградена во темелите на нашата држава. Нивната жртва не е само наследство од минатото. Таа е обврска за сегашноста и аманет за иднината. Во време исполнето со глобална несигурност, армијата и одбраната се столбот, кој како држава не држи исправени, стабилни и безбедни. Затоа денешниот ден првенствено им припаѓа на македонските војници, а потоа и на сите граѓани, кои покажуваат дека армијата ја ценат и ја почитуваат во целост. Често велиме, армијата е чувар на суверенитетот и територијалниот интегритет на државата, но во суштина е многу повеќе од тоа. Армијата е столб на стабилност, доверлив партнер на институциите и сила која е секогаш подготвена да служи на народот и на татковината. Имајќи го предвид местото и улогата на армијата во македонското општество, како министер за одбрана имам една цел. Одбраната и армијата секој измина ден да бидат посилни, да бидат помотивирани и подобро опремени. Пристигна бројна опрема, оклопните возила GLTV и Страйкер, артилериските системи Боран, најголемиот дел од системите за противвоздушна одбрана Мистрал, а годинава ги очекуваме и првите 2 нови хеликоптери. Со европска поддршка, армијата доби современи радари, термални камери, инженерска механизација, транспортни возила, медицински симулатори и многу други видови на опрема која засили нашата борбена готовност. Скопје во четврток и петок ќе биде домаќин на амбасадорскиот совет. Таа еден од гостите ќе биде и заменик премиерот на Чешка Петар Мацинка. За настанот кој следува се осврна и македонскиот министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Ова е прв пат по 2019 година амбасадорскиот совет повторно да се одржи во нашата држава со физичко присуство на шефовите на дипломатски конзуларните представништва. По повеќе години нашата дипломатска мрежа повторно ја собираме на едно место за директна, суштинска и стратешка координација. Амбасадорскиот совет е еден од најважните механизми за стратешка координација на македонската дипломатија. Целта е јасна, да направиме пресек на сработеното, да ги усогласиме позициите и пред се да поставиме конкретни задачи за периодот што следува. Но современата дипломатија не завршува со политички диалог.
Еден од главните фокуси на годишниот совет ќе биде економската дипломатија. Мојата порака до нашите амбасадори и генерални конзули е едноставна. Секој од нив мора да биде и економски промотор на нашата држава. Повеќе инвестиции, поголем извоз, нови деловни контакти, нови пазари за македонските компании, тоа мора да биде мерлив дел од работата на нашите представништва. Нашите амбасади треба да ги отвараат вратите за македонските компании и добрите политички односи да ги претвараат во конкретни економски можности за нашата земја. Но во центарот на нашата работа секогаш мора да бидат граѓаните. Дипломатијата има смисла само ако создава конкретна вредност за државата и за луѓето на кои им служи. Затоа ќе разговараме и за модернизацијата и дигитализацијата на конзуларните услуги, подобра институционална координација и поблиска комуникација со нашата диаспора. Нашата цел е едноставна, македонскиот граѓанин каде и да се наоѓа да знае дека неговата држава е таму кога му е потребна. Почитувани, од нашата дипломатска мрежа очекуваме три суштински работи: да ги штити националните интереси, да отвара економски можности за нашата држава и да им служи на македонските граѓани. Во четврток и во петок овие принципи ќе ги претвориме во конкретни задачи: подобра координација и мерливи резултати. Затоа што силната дипломатија не се мери според бројот на средби, посетени престолнини или подпишани документи. Се мери според интересите што ги штити, партнерството што ги гради, можностите што ги отвара и резултатите што ги создава за својата држава и за своите граѓани. Надворешната политика е државна политика и токму таква дипломатија градиме: модерна и активна, професионална и самоуверена, стратешки координирана дипломатија која знае кои се нашите интереси и има капацитети да ги застапува. Дипломатијата во служба на нашите граѓани, на нашата држава и на нашата татковина. Сега минуваме на секојдневието. Според метеоролошкиот индекс на пожар, речиси целата територија на државата е во зона на висок ризик од пожари. Исклучок се Шарпланина и околината на Охрид и Ресен, каде што е регистриран среден метеоролошки индекс на пожар, соопшти Центарот за управување со кризи. Поради ваквите временски услови постои висок ризик од појава и ширење на пожари на отворен простор и шумски пожари со висок интензитет на територијата на Македонија. Центарот за управување со кризи апелира до граѓаните на максимална внимателност и одговорно однесување, особено при престои движење во природа и да не се користи оган на отворен простор. Доколку се забележи пожар, веднаш да се пријави на 112. Инаку во изминатото деноноќие во земјава се регистрирани вкупно 29 пожари на отворен простор, од кои 6 се активни, 1 е под контрола, 22 се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Синоќа имаше вистинска драма во селото Чаниште, оддалечено 30 километри од Прилепско. Огнот навлезе меѓу селските куќи, но според информациите кои што ги добив додека бев во селото, не е изгорена ниту една куќа во која живеат преостанатите жители во селото. Тоа е добра вест. Сите жители на селото ноќта ја поминаа во своите домови. Изгорени се неколку стари и напуштени куќи, можеби некои од нив повремено се користеле за престој на нивните собственици. Голема благодарност до прилепските пожарникари кои што пожртвувано се бореа со огнот и успеа да спасат поголем дел од селото. Многу голема благодарност до доброволните пожарникари од Битола кои што беа ангажирани преку тимот за брз одговор на Дирекцијата за заштита и спасување и работеа целанок, работат дури и сега, изгаснаа огромна површина од пожарот и мислам дека денес овој пожар ќе го ставиме под целосна контрола, иако дури и самиот се сомневав дека ќе успееме во оваа намера. Пожртвувано гасење во текот на целата ноќ. Втората многу сериозна ситуација имавме синоќа на пожарот на територијата на општина Јегуновце, кој што навлезе во аторот на село Туденце и го загрози блискиот манастир поради голема опасност по манастирот, а недостиг на локални пожарникари од Тетово, кои што воопшто ги немаше во тој момент кај манастирот. Упатив неколку тимови на Дирекцијата за заштита и спасување, и тоа од Гостивар, составено од доброволци од Гостивар, од Скопје, конкретно од доброволното друштво Чаир од Скопје, кој што исто така заминаа на терен, но и едно доброволно друштво од Тетово, кое што не е ангажирано преку Дирекцијата, но со мој согласност се вклучи во гасење
односно заштита на манастирот и гасење на пожарот. Во овој момент се активни пожарот кој што од Велес преминува во Зелениково. Голема благодарност до велешките пожарникари кои со ползење и пробивање низ екстремно густа вегетација, полна со трња, изложувајќи се при тоа на ризик, бидејќи одеа покри самата огнена линија, значително го намали овој пожар и ги заштитеа две загрозени села за кои што постоеше опасност пламените јазици да навлезат во нив. На Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје денеска и утре е првиот рок за пријавување кандидати за запишување на студии во првата година. На 23 факултети на најстариот и најголем универзитет во државата се слободни вкупно 8851 место за бруцоши во академската 2026-27 година, која ќе почне на 1 октомври. Според конкурсот на УКИМ, од вкупниот број слободни места 4395 се за студенти од државна квота, редовни студенти кои се финансираат од државниот буџет. 3621 студент се оние кои што ќе плаќаат школарина, тоест ќе ги кофинансираат студиите, и 835 се за вонредни. Најголем број студенти, над 500 на разни студиски програми ќе прими медицинскиот факултет. 950 финки, 800 фејт, мачински по 600, природно-математичкиот 626, економскиот 655, правниот 555, филозофскиот 635 и филолошкиот 805. Студентите во државна квота се запишуваат со плаќање со надоместот за студии во висина од 200 евра во денарска противвредност, и студентите во квотата со кофинансирање и вонредните плаќаат школарина од 400 евра. Родителите на деца ученици од село Долни Балван во општина Карвинци цврсто стојат на ставот дека нема да дозволат нивните деца секојдневно да патуваат до друго населено место за да посетуваат настава и бараат училиштето да продолжи со работа. Ним пред стартот на учебната година им е соопштено дека подрачното училиште од 1 септември ќе ги затвори своите врати. Нов протест на родителите на учениците од село Долни Балван во општина Карбинци, зашто пред стартот на учебната година им е соопштено дека подрачното училиште од 1 септември ги затвора своите врати. Револтирани се зашто после макотрпно талкање по бирократските лавиринти дошле до сознание дека Министерството за образование не ја донело оваа одлука, туку локалната самоуправа. Велат дека се изиграни од сопствените советници, кои едно им ветувале, а друго гласеле на советот на општината. Пред еден месец имаше седница на која советниците изгласа за ovo училиште да не се затвори. Сега потоа градоначалникот свиткува повторна седница на која повторно го става на дневен ред гласањето за префрлување на нашите деца од Долни Балван во село Тарници. Со тоа ни укажува дека со нас изманипулира. Родителите цврсто стојат на ставот дека нема да дозволат нивните деца секојдневно да патуваат до друго населено место за да посетуваат настава и бараат училиштето да продолжи со работа. Нема да дозволиме ово училиште да биде затворено, нема да дозволиме овие дечиња, овој дом да изгасне, пошто сега ако се затвори еднаш училиштето, повторно нема отварање. Ова е уште еден чекор кон депопулација на руралните средини, кои онака секојдневно се празнат, предупредуваат родителите. Со секое затварање на училиште во секое село, значи нагаснење на селото. Со тоа, значи дека и ние младите ќе се земеме визата и ќе завинеме некаде во странство како сите други што направија. На последниот прес, градоначалникот Виктор Паунов оверуваше дека се уште не е позната судбината на училиштето за предстојната учебна година, но родителите не отстапуваат, зашто во прашање е едукацијата, безбедноста и иднината на нивните деца. За Сител, Трајан Ристовски.